Најчесто муабет што си го правиме по дома е дека Европската унија постојано бара нешто од нас. Многу ретко го правиме муабетот за тоа што Европската унија дава или барем ни нуди на располагање. Ова е тема на денешното издание на Еврозум. 3 милиарди евра во период од 4 години се пари кои Европската унија и други држави ги ставаат на располагање на Македонија. Доколку се користат тие средства, ја мислам економскиот раст во земјава ќе биде над 5% за сигурно. За жал Македонија нема развиено капацитети кои ефикасно ќе ги користат овие пари. Тоа е една слабост, ако можам така да кажам, на системот. Срамота е македонските институции да спијат и да не се обидат да влезат во овие фондови. Еврозум беше во Чешка, која во последните 5 години искористи 17 милиарди европски пари. Како? Гледајте Еврозум. Пред да го почнеме муабетот за тоа колку Европската унија ни нуди на Македонија за незиниот развој, одиме прво во Чешка и тоа во регионот на Јужна Моравија. До пред 15 години сива индустријска зона со голема стапка на невработеност. Денеска туристичка атракција и мека за странски инвестиции. Сачка Цветковска шеташе по голф терените во Јужна Моравија, кој се денеска символ на развиеноста на овој регион, благодарејќи на европските фондови. Ова е Драган, македонец кој живее во Чешка или по чешки, тоа е Драге. Македонецот Драге е на своето работно место. Имено, тој е градоначалник во градот Курим на југот од Чешка во Моравската област. Курим е со големина на еднонаше кавадарци и во него живеат 11.000 жители. А само во мандатот на Драге, од нешто повеќе од една година, Драге и неговиот тим имаат добиено речиси 14 милиони евра од фондовите на Европската унија. Ако порано, вели Драге, неговите предходници со парите од Европа граделе патишта и водоводи, денес тие се слободни да трошат пари за да го разубават животот на своите сограѓани, како овој модерен аквапарк, изграден со парична помош на Европската унија. Pomohli určitě ano, pomohli nám ve více projektech a myslím si, že kdyby nebylo dotace třeba zrovna na ten akvapark, tak město by si to samo ze svých peněz a z bankovního úvěru nikdy nemohlo dovolit. Čili určitě nám ty evropské peníze pomohly, abychom město opravili některé jeho části a aby ten život tady byl zajímavější. Но соработуваат и со бизнис секторот на кој му помагаат кога се во прашање европските пари, со цел да се привлечат инвестиции и се разбира нови работни места. Určitě se podařilo získat peníze na několik větších projektů. V Kuřimi je několik větších firem, především strojírenská výroba, TOS Kuřim a například TOS Kuřim teď s evropskou dotací dostavuje jednu velkou výrobní halu zhruba za 100 milionů korun. Курим е само еден сосема мал дел од целата Јужноморавска област. Каде и да тргнете, рече се неизбежно по патот да не ве пречекаат десетици погони и мали и големи фабрики на секаде, а на повеќето од нив ќе прочитате дека тие се делумно финансирани со парите од Европската унија. Но на страна фабриките, Јужноморавската област е популарна и по туризмот. Рече се секој градче или село има шуми, езерци и замоци, а секое место буквално се надпреварува да понуди што е можно повеќе содржини за туристите. Кога помислувате на голф, вашата прва асоциација веројатно е Тајгер Вудс. Кога помислувате пак на Чешка, неминовно помислувате на одличното чешко пиво. Но да го конзумирате истото, не да наднајубавите чешки терени за голф е вистинско задоволство. И тоа задоволство, кое верували или не, делумно е финансирано од европските фондови. Ако пред 10 години во Чешка имало 1000 играчи на голф, денес тој број пораснал на 55.000. Острумните бизнисмени и локалните власти навреме ги виделе потенцијалите на Јужноморавската област за ваков тип на туризам и почеле да се градат голф терени. Овој терен во чиј состав има спа хотел се наоѓа во близина на Курим и е приватна собственост, но е направен со парична помош од европските фондови. Na tomto místě nikdy nebylo golfové hřiště. Všechno, co je tady vidět, bylo uměle vystavěné, včetně 17 jezer. A město Brno tyto pozemky pronajalo na 50 let pro účely výstavby tohoto golfového hřiště. Právě s tím cílem, že se podpoří cestovní ruch a že dojde k rozvoji tohoto sportu. Парите не било лесно да се земат, тие дополнителни 5 милиони евра од европските фондови, но општината помагала околу законите, пренасочувањето на државното земјиште и експреска помош.
Byla to velmi těžká a zdlouhavá práce. Museli jsme připravit mnoho projektů, kde jsme Evropské unie garantovali, že hřiště bude přístupné i pro nehráče golfu, že tady budou aktivity, které můžou dělat i nehráči. Podmínka byla, abychom tady měli seminár nebo kongresový sál. Podmínka byla, aby tady byl hotel a různé tréninkové centra pro mládež, které velmi využíváme a mládež tady u nás má otevřené dveře. Голф терени, фабрики, хотели, пари за фирми и земјоделие. Се това се бенефициите на овој регион во Чешка од европските фондови. The funds have been extremely helpful to develop our competitiveness, to develop our economy, and you can see the results all around us. We have a lot of infrastructure that has been built since 2004. Over 70,000 new working places have been created, 70,000 jobs. Many hundreds of new businesses have been created, and I think it's pushed the economy to a new level. It's definitely helped. The allocation for the Czech Republic for the whole period of 2007 to 2013 is over 26 billion euros, and out of that, about 2/3 are already committed to projects that were approved, and about 1/3 of that amount has already been paid out to beneficiaries, so it's on the accounts of the beneficiaries. Се разбира, процедурите не се едноставни и парите не се земаат туку така, но чешката држава која се прослави со ефикасно користење на парите уште за време на работата со предпристапните фондови, сватила дека за да се развиваат регионите и руралните средини, мораат и самите да помагаат во проектите. Градовите како Курим и уште поголемите места во Моравија сами си плаќаат консултанти, но на малите села како и развојот бил клучен за да не се пренатрупаат градовите и за да се развиваат регионите, процедурите за нив ги прави државата. Většinou je to tak, že obec velikosti Kuřimy, to znamená asi 11 000 lidí, už si tyto projekty zajišťuje sama, protože na to máme na to peníze, náš rozpočet je docela velký, takže můžeme si dovolit zaplatit tyto agentury, ale u malých obcí, u těch nejmenších obcí, tak se na spolufinancování, na bankovních garancích podílí i stát, podílí se na to i ministerstva a vládní agentury. Вакви плочи веројатно ќе сретнете стотици на потекот околу 50 на 60 на километри. И овие плочи се само потврда дека новата чешка урбана реалност веројатно ќе беше невозможна без поддршката од европските фондови. На крајот од оваа приказна за развојот на Јужноморавскиот регион во Чешка, кој пред 10 години не можел да се пофали ниту со туристи, ниту со фабрики, а богами ни со патна инфраструктура, македонецот Драго родом од Битола, наместо порака до македонските власти, реши со нив да сподели само една желба за еден ден да види пандани на Курим и во македонските мали села и градчиња. Поздравувам сите у Македонија, све најдобро. И верувам да Македонија ќе биде брзо у Европској унија. Подоцна ќе се вратиме пак во Чешка и тоа на добро пиво. Но сега одиме дома кај нас. Многу прашања се дига за потенцијални странски инвеститори од 10, 20 или 30 милиони евра. Но малку се зборува за потенцијалот на европските фондови, кои за жал, барем во случајот на Македонија, се многу поголеми од странските инвестиции. На оваа тема разговарав со поранешниот државен секретар во секторот за европски интеграции Pero Dimšovski. Dimšovski, што представува ИПА програмата за Македонија? Во која мера е таа значајна за развојот на општеството и за прилагодувањето на општеството кон она што го нарекуваме европски стандарди? Во овој момент ИПА е најважниот механизам за земјава да има некаков развој или да има рамномерен развој. Пред се тоа се еден вид директни странски инвестиции, гарантирани, што не треба да се враќаат, во области кои се најпотребни на Македонија, на целокупното општество во Македонија во моментов. Во која мера и државата има капацитети административни ефикасно да ги користи средствата кои се ставаат на располагање? Па до некаде до 2007 тие капацитети беа во изградба, после тоа 2008 почна некако да запре процесот на изградба на капацитетите. Сега не сум слушнал дека
Имаме некои неверојатни капацитети за менаџирање на проектите и за искористување на парите. Впрочем, најдобар показател за тоа какви се капацитетите е доколку ги видиме датумите на спроведување на тие проекти и процентот на искористени средства. Сметам дека Македонија заостанува и зад Косово и зад Босна. Имаше една статистика таква во однос на искористување на средствата од Европска унија што стојат на располагање. На што се должи тоа? Немање на капацитети, немање на соодветни личности, на соодветни места пред се во државната администрација. Кој е обемот на овие средства кои стојат на располагање на Македонија? Како би можеле да го илустрирате најдобро за да за јавноста биде поразбирлива? Огромни се средствата и сега се огромни како кандидат. Ние значи имаме ИПА, тоа е централниот дел на проектите, билатералната помош, странските кредити, сето тоа заедно се вика странска помош. Во еден 4-5 годишен период колку траат тие проектите, на Македонија стојат на располагање над 3 милиарди евра. Зборувате за 3 милиарди во некој 4 годишен период, дали се искористени сите? Па динамиката на користење доколку се користат тие средства, ја мислам економскиот раст во земјава ќе биде над 5% за сигурно. Сакате да кажете дека не се користат? Па не со таа динамика што би требало да се користат. А тоа е повторно резултат на немање на менаџерски капацитет на државната администрација пред се. Работите во државната администрација, имате искуства. Зошто мислите дека државата не успева да ги развие овие капацитети? Затоа што тоа не е предмет на политичката динамика во земјата. Еве, сега имавме избори, кој дискутираше на таа тема, кој гласаше на таа тема, зошто против или за некоја партија, мислам. Дури и лицата кои се вклучени во тој политички процес, ја мислам не се информирани за ова. А зошто државата мисли дека е полесно да зема кредити отколку да користи грантови? Има само една причина зошто државата зема кредити за кој може самата да ги користи. Голем дел од пред се од кредитите на Светска банка се наменски, тие се така наречени проекти, не можат да се користат за било што. Набавките се исто под контрола и принципи на Светска банка. Добро, кај на системот е веќе усогласен нашето законодавство за набавки. Меѓутоа, националниот буџет и средствата, дел од средствата што се земаат од кредити не подлежат на ригорозна контрола за што да се користат тие средства. Значи, грантовите од Европска унија и голем дел од овие средства за кои зборуваме странската помош се строго наменски. Значи, вие не можете сега да потрошите 2 милиони за рекламирање на нешто што вас ќе ви донеси подобра политичка позиција, например. Парите на Европската унија ги имаме на располагање, но под услов да знаеме како да ги користиме. За жал во Македонија проблем ни се кадрите и административните капацитети. Тоа го признава и самата вице-премиерка за европски интеграции Теута Арифи. Господи Арифи, докаде е Македонија и владата со подготовка на капацитетите за да може да ги искористи ефикасно парите кои си стојат на располагање од страна на Европската унија преку фондовите на ИПА? Мислам дека човечките ресурси, капацитетите кога зборуваат Европската унија во однос на тоа, мислам дека се однесува претежно и најпрво на човечките ресурси за реализирање на сета помош што ја добиваме преку ИПА компонентите. Најтешкиот момент е задржување на тој кадар да работи во рамките на администрацијата, затоа што многу често се случува да има одлив од администрацијата токму на кадри кои ја имаат способноста за да работат на овие програми, пошто на пазарот на трудот очигледно тие се и најбарани и добиваат понекогаш понуди кои се подобро платени од работата што ја вршат тука во рамки на ИПА програмите. Не ли се исплати на државата во нив да вложи повеќе, што би се рекло, за да ги задржи со оглед на тоа кој е бенефитот кој Македонија би можела да го има од користењето на ИПА фондовите? Да, и за ИПА тоа. фондовите се како ретко кои пари може да придонесат за развојот на општеството. Апсолутно. Значи, и за тоа неколку пати сме разговарале, затоа што мислам дека тоа е една слабост, ако можам така да кажам, на системот. Да заокружиме дека апсолутно инвестирањето во човечкиот капацитет е клучен за подобра искористеност на ИПА фондовите. Господи Арифи, за многу, да речеме,
минорни проекти во кои вложува владата има многу поголема галама во јавноста отколку што за проектите кои се реализираат со помош на овие средства. Зошто, ако може така да кажам, се маргинализира на таков начин, односно не е доволно присутна во јавноста оваа тема и воопшто овие пари и она што тие пари постигаат, многу инфраструктурни проекти се изградени со тие пари, многу бенефит имаат видено луѓето во подобрување на секојдневниот живот, а сепак едно игралиште некогаш е поважно и поглавна вест отколку што да речеме некој инфраструктурен сериозен проект подржан од странските фондови. Па, право да ви кажам, кога ја простудирав и сама ИПА, дојдов до еден сличен таков заклучок дека има многу малку визибилити, значи јавност во однос на проектите кои се покриени под сите 5 компоненти на ИПА. Сакам граѓаните на оваа земја, сите, да разберат дека Европска Унија не е само еден збор. Дека Европската Унија не бара само од нас да исполнуваме нешто за да станеме членка на Европската Унија. Европската Унија, граѓаните на Европската Унија се директни помагачи на процесот на развој, на демократијата и во целина на нашата земја. Затоа, јас многу сакам ова да биде видливо, за да граѓаните што повеќе дознават дека Европската Унија не е абстрактна категорија, туку многу конкретно инвестира и тоа со средства без враќање, средства вложени во добриот и подобриот живот на граѓаните на оваа земја. Кога сме кај граѓаните, во ИПА има компонента која е наменета за индивидуалци, поединци. Ако сум трајко од некое село од Источна Македонија и имам идеја нешто да правам, како да дојдам до парите кои ги овозможува ИПА? Дали мислите дека граѓаните имаат доволно информација како би можеле да ги истористат тие пари? Например, фармерите се пожалија дека тешко стигаат до тие фондови. Ако се работи, значи, за 5-тата компонентата која се однесува на земјоделие, тогаш мислам дека тоа треба да оди преку Министерството за земјоделство и шумарство, но исто така и општините имаат доста можност да дават придонес во однос на овие прашања, но во однос на општините, од искуството, ако можам да зборувам, после од неколку месеци, сигурно дека треба да се работи исто така на зајакнување и на нивниот капацитет за да влечат што повеќе фондови на ИПА кои се наменуваат за локален развој и регионален развој. Што е со овие проблеми за кои зборува Арифи? Како се решаваат? Кој ги решава? Што е со европските пари? Како се трошат? Се чули ли некогаш муабет на оваа тема во Македонското собрание? Јас барем не. Ја прашав Радмила Чекеринска, која е национален координатор или председател на Националниот комитет за европски интеграции. Господин Чекеринска, знае ли некој во собранието колку пари има Македонија на располагање од ИПА фондовите и како тие пари се трошат? Да и не. Да на првото прашање, не само во Собранието на Република Македонија, туку и на сите јавно достапни веб страници, стојат точно сумите која година колку пари се наменети за Република Македонија. Меѓутоа, после тој податок, веќе се останато е во тишина. Не знаеме точно каде одат парите, не знаеме колку пари успеваме да искористиме и зашто ги користиме тие пари. Зошто не знаете? Па за овој тип на податоци навистина треба да влезете малку во истражувачко, не новинарство, туку истражувачка дејност, да видите што се е објавено од тие проекти, кои од тие проекти се веќе активни, а кои воопшто не се ни почнати. Што значи многу ретко и многу тешко се добиваат систематизирани податоци за тоа каде одат европските пари. Дали мислите дека обичен граѓанин во некое село кој има некаква идеја, кој би сакал да искористи некакви фондови на Европската Унија кои се достапни во една од компонентите на ИПА, што мислите како може да дојдат тие пари? Има ли воопшто представа како може да дојдат тие пари? Многу тешко, така речи невозможно. Единствена компонента која е нешто по-лесна за користење е компонентата токму за рурален развој, односно за земјоделие. И тука процедурите се прилагодени и да ги користат вака поединци,
но за голем дел од македонските земјоделци, кои што немаат пристап до информации, немаат големи познавања и за жал владата не придоволно тие информации да им ги приближи на луѓето, најверојатно овие пари ќе останат мислена именка. Да не се лажеме, европските пари не се лесни за користење. И тоа е на некој начин тест за зрелост и за македонските фирми. Значи, мора и тие да инвестираат многу повеќе за да научат како тие пари да ги искористат. Коморите мора да бидат многу повеќе ангажирани за да им ги дадат сите информации на фирмите. Македонија, барем според информација која ни беше на располагање минатата година, не истроши ниту едно евро од регионалните фондови кои ги даваат за сите земји од Западниот Балкан за зголемување на својата конкурентност. А се жалиме дека немаме конкурентна економија. Тоа е голем минус за владата, тоа е голем минус и за компаниите. Зошто тие пари не се искористија? Немало кандидати кои што знаеле како и што да предложат. Значи парите си остана... Парите седеле ги искористија другите земји во регионот. Македонија има изразени социјални проблеми, а Европа има социјални фондови. Има ли Македонија капацитети и начини и идеја како да им се доближи на овие пари? И за мене беше непријатно изненадување кога оваа година во извештајот и минатата година во извештајот на Европската комисија прочитав дека нашите институции, особено ресорното министерство, не мрднале од мртвата точка и дека заради тоа Македонија не учествува во така наречениот Европски социјален фонд. И тоа е срамота. За држава со 31% сиромаштија, за држава со огромен процент на невработеност, исто над 30%, според економист најмизерна држава, според квалитетот на живот, срамота е македонските институции да спијат и да не се обидат да влезат во овие фондови, каде што колку толку парите ќе се насочат кон социјално најзагрозените. И како што ви ветив на почетокот, се враќаме во Чешка на пиво. Мери Јордановска дегустираше за вас во селото Черна Хора, која со помош на европските фондови денеска е една од главните туристички дестинации во Централна Европа. Ова е влезот во едно мало чешко село во областа Јужна Моравија. Наместо табла стои голема кригла пиво и тоа не случајно. Локалните жители секако нема да се збунат, а туристите што ми ја видат, веќе ќе знаат дека се на вистинската дестинација. Черна Хора е село во Јужна Моравија, но ако во остатокот од Чешка го спомнете ова име, селото не го знае никој. За нив синоним за Черна Хора е пивото, и тоа добро пиво. Изградена во 13-тиот век, денес пивницата е модерен комплекс што го придружуваат еден ресторан и новоизграден спа центар, не било каков, туку пивски спа хотел. Но пред 10 години се било поинаку, се додека во 2005-та новиот собственик не решил да побара пари од фондовите на Европската Унија. Првите пишани документи за пивницата во Черна Хора потекнуваат од 1530 година, но се верува дека таа постоела многу претходно. Векови подоцна со помош на собствениците и со помош на европските грантови задржана е старата традиција на производство на пиво. Рецептот се чува во најстрога тајност. And all our project idea, all our application were successful and they were accepted. And we gained the financial support of 35 million crowns. So that was 20 million crowns for innovation of technologies. And we got 15 million crowns for developing of tourism here in this region. Откако се модернизирала пивницата, наред дошла изградбата на хотелот и пивскиот спа центар. Во него исто така се е во знакот на пивото. Сапуни, гелови, шампони и вистински бањи полни со пиво. Пивницата, ресторанот и хотелот со своите идеи успеале да направат вистинска пивска спа атракција на југот од Чешка, но и место каде мештаните не би го напуштиле за да одат во подобар живот во големите градови. I think it was very, very important for this small town, Черна Хора, and even for this region because of growth of employment in this region, and it was also important for the development of tourism here in Черна Хора. Дека економскиот развој на Черна Хора е навистина подобрен токму поради туризмот и европските фондови, потврдува и нивниот градоначалник, но тој вели, покрај приватниот сектор, и тие како локални власти се труделе да искористат што е можно повеќе средства до европските грантови, за да им го олеснат животот на мештаните,
а туристите да не мислат дека дошле на крајот на светот кога ќе го посетат ова место. Целата патна и водоводна структура е направена со парите од предпристапните фондови кога Чешка е земја кандидат, а потоа следат уште проекти на кои сега се должи симпатичниот и модерен изглед на Черна Хора. Takže my sledujeme vlastně všechny ty dotační programy, které Evropská unie vypisuje, a v případě, že teda se nám ten projekt hodí, nebo tento téma, tak se samozřejmě necháme zpracovat projekt tady pro tuhletu záležitost. Většinou tak ve 2, ve 3 vyhotoveních vybereme si ten nejlepší a s tím potom samozřejmě obec jde a podá žádost o tu dotaci. Кога размислуваат за поправка или модернизација, властите во Черна Хора прво мислат како може да земат пари од фондовите. Оваа симпатична библиотека е направена со европски пари, исто како инфоцентарот, затоплувањето во основното училиште и уредувањето на зеленилото. Цена се за ова добиле грантови од над 1 милион евра. My používáme hlavně takové dotační programy, které zjednodušují nebo zlepšují život těm občanům, ano, ty služby. Работата на властите и онаа на приватниот сектор за тоа како да се искористат средствата од Унијата, од Черна Хора направиле таа денес да изгледа вака како што изгледа. Првиот впечаток е секако на инфраструктурниот, а потоа се разбира, можете да се фрлите на задоволствата кои произлегуваат од уникатниот пивски туризам. Is it true that people in Czech Republic drink more beer than water? Hard to say, but that's definitely true. Czech are number one. Czech are on the first place in beer brewing in the world. That means 160 liters per person per year, and it's quite high. I'm not proud of that, but it is so. Со различни видови пиво, пивска бања и безброј мали шуми каде може да џокирате и да возите велосипед по конзумацијата со доброто чешко пиво, подготвено на традиционален начин, од Черна Хора прави место кое екипата на Еврозум со задоволство ќе ви го препорача за посета. Но не само тоа, туку и како лекција дека со волја, труд и соработка на локалните власти со бизнис секторот и во Македонија исто така лежат огромен број села со потенцијал да земат пари од фондовите и да ги продолжат успешните приказни во користењето на европските пари, како оние од југоистокот. Тоа е за денеска. Се гледаме наредната недела во истиот термин, а до тогаш размислувајте што дишете додека шетате низ градот. Во меѓувреме, Еврозум го подготвува вистинскиот одговор. Гледајте не.